Благодарам, колега Джафери. Почитувана колешка Смилевска, сега колку што можам да слушнам од вас, значи трасата Градско-Прилеп е сгрешен. Аман. Ова навистина граѓаните на Република Македонија многу несериозно го сваѓаат кога зборувате за погрешни траси и јас ве замолувам многу искрено вака сменете ја реториката во однос на ова. Сите потенцијали и на Министерството за финансии, и на Министерството за транспорт и врски, каде што министер е од вашиот град. Прегнете ги и довршете го патот Градско-Прилеп. Мислам дека тоа ќе ви биде од корист и на вас, и на граѓаните на Република Македонија, што е многу битно. Колешка Смилевска, должни сте пред граѓаните на Прилеп да кажете едно што не го кажавте пред изборите на 11 декември. Тоа е колку илјади мигранти планирате да вдомите во Прилеп и каде ќе се наоѓа или каде ќе алоцирате мигрантската населба во вашиот Прилеп. Тоа сте должни да им го кажете на граѓаните на Прилеп сега кога ги се одите дома. Друго, на граѓаните на Прилеп должни сте да им кажете зошто прифативте вашите сограѓани, македонските дејци, како што се Ченто, Кузма Јосивовски Питу, Ѓорче Петров и уште многу други. Прифативте да бидат дел од заедничката историја со соседна Бугарија. Тоа сте должни да им го објасните на граѓаните на Прилеп, на вашите сограѓани. А кога се работи за ребалансот на буџет, должни сте да кажете зошто ветувавте, а не исполнувате. Повисоки плати на администрацијата, повисоки плати на наставниците, на професорите, на лекарите. Зошто нема бесплатно здравство како што ги лажевте граѓаните на Република Македонија? Зошто нема повисоки субвенции за тутунарите во вашиот Прилеп и во Прилепско и на цела територија на Република Македонија? Од вашиот град потекна двојазичноста на Република Македонија. Сега вечер кога ќе одите во Прилеп, треба да ги кажете на вашите сограѓани дека конечно Прилеп и Република Македонија ќе бидат двојазични и ќе направите една тотално бинационална држава. Не го ветивте тоа пред 11 декември, почитувана колешка Смилевска. Тоа го чекаат, тие одговори ги чекаат граѓаните на Прилеп и на Република Македонија. Должни сте да им одговорите. Пред 11 декември едно велевте, една ви беше реториката, сега сосема друго исполнувате. За 60 дена ја дефиниравте и Република Македонија и историјата на македонскиот народ и на вашиот Прилеп. Ви благодарам.